Прифативте нашата покана да бидете дел од вечерашната дебатна. Во првите неколку години ќе има проблеми додека не се стабилизираат работите. Фунтата ќе падне за 20%, а тоа ќе се рефлектира и врз инвестициите кои влегуваат во Британија. Беа дел од констатациите за тоа со кои проблеми ќе се соочи Британија откако ќе излезе од Европската унија. За политичкиот аналитичар Саша Ордановски, по излегувањето на Британија од ЕУ, политиката ќе стане потврда и ќе се изгуби покомотното расправање за темите меѓу кои напливот на мигрантите, економијата и политиката. Во однос на Македонија, овдека нашата десница ќе се израдува, бидејќи тие и така се антизападно и антиевропски настроени, така што излегувањето на Британија ќе го искористат како потврда за тоа дека Македонија нема потреба да влегува во Европска унија. Второ, ќе се засили една десничарска реторика дека суверенитетот е поважен отколку демократијата. И според новинарот Томислав Ивановски, со излегувањето на Британија ќе се појави и национализмот, од кого Западот се плаши. Исто и кај нас ќе се појави напливот на националното. Чувајте си го вашето, своето, свој на своето, него општото. Затоа што кој влагате во Унијата, во Европска унија, вие мора да оставите дел од својот суверенитет да префрлите на сакале или не сакале. Вие добивате еврокомесар и европратеници, ама нешто што ќе ви налага Брисел да спроведете, кој ќе морате да го спроведете, ако сакате да бидете членка. За Љупчо Питковски, Британија секогаш била држава која ни помагала и нејзиното излегување не оди во корист на државата. Според него, западниот свет се соочува со незадоволство. Треба да извлечеме некои лекции од целата оваа приказна, затоа што слични работи се случуваат и во Франција, слични работи се случуваат низ целиот западен свет. Нешто треба да се менува во моделот со кој елитиве се и државите се соочуваат со предизвиците. Очигледно постои многу незадоволство. Според нив, со Брекзит повеќе губи Велика Британија отколку Европската унија. И во целата иницијатива за референдум